Денес овде сме дојдени во Кочани да го искажеме целиот наш револт, да го искажеме сето онаа што не боли, што не интригира и сето онаа што треба да го дознае целата, како македонска фудбалска јавност, така посебно фудбалската јавност во Источна Македонија, за сето тоа што се случува во третата фудбалска лига Исток. Не случајно сме овде во Кочани, бидејќи седиштето на третата фудбалска лига Исток е во Кочани и затоа овде сме дојдени за сето онаа што го имаме да го искажеме, бидејќи сметам дека веќе подолго време, а посебно сега, чашата е прелиена, а црвените линии одамна се надминати. Значи, во интерес на фудбалот како во Македонија, посебно во Истокот, сакам да напоменам дека навистина се случуваат некои работи кои апсолутно немаат никакви додирни точки со фудбалот. Посебно со фудбалот во третата фудбалска лига Исток, која еве веќе 4 години сум инволвиран во спортот, посебно во фудбалот и во фудбалскиот клуб Малеш како спортски работник. Меѓутоа сметам дека третата фудбалска лига Исток го добре дното и сметам, размислувам и цврсто сум убеден во моите ставови дека веќе од тоа подолу нема. Едноставно мора да се направи рез, мора да се направат комплетни промени на сите раководни структури, како во третата фудбалска лига Исток, така и во Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, бидејќи ако се продолжи така, не само што сум сигурен, туку сум убеден дека третата фудбалска лига Исток нема да го дочека крајот на пролетниот дел од фудбалската сезона. Какви се неправди се направени во... Зошто го велам тоа? Тоа го велам од повеќе причини и од повеќе аспекти. Значи, ако може некоја институција, односно, ако може некое раководство на институција како што е третата фудбалска лига Исток, од нас да бара одредени финансиски средства, кои сметам дека се издржани и кои треба да се платат, посебно зборувам за котизацијата, која изнесува 89.000 денара, сметам дека соодветно на тоа треба ние како клубови, односно како спортски работници кои работиме во клубовите и кои од петни жили се бориме да постои фудбал во овој источен регион, треба со нешто да ни се помогне. За почеток, ќе кажам дека може би 89.000 и не се многу пари за една полусезона, меѓутоа не се ни пари за подценување. А за возврат на тие 89.000 денара, кои што клубот мора да ги плати пред почетокот на такмичарската полусезона, да не добиеш ништо, апсолутно ништо, ни една фудбалска топка, значи да не бидеш мотивиран, стимулиран со ништо, мислам дека вака не оди. Едноставно не оди и не може да оди, бидејќи најлесно е да бидеш спортски работник. Меѓутоа, не е се исто да бидеш спортски работник во институција каде што има прилив на пари. Тешко е да бидеш спортски работник, сега конкретно зборуваме за фудбалот, во спортски клуб, каде секој еден денар е тешко да се издействува од некој, бидејќи знаеме на кое рамниште е и нашата економија, и нашата држава, и знаеме колку тешко функционираат и обстојуваат приватните фирми и колку тешко донираат одредени средства за било кој спорт, а во нашиот случај во Берово, иако е само фудбалскиот клуб Малеш,
Значи од петни жили се бориме да обстоиме, да го одржиме клубот, кој за волја на вистината може би многумина го знаат, но многумина и не го знаат. Ние сме клуб со богата и долга традиција и 2019 година славиме 100 години од формирањето на нашиот клуб. Значи, ако се земе фактот дека на поранешните југословенски простори само фудбалскиот клуб Хајдук и фудбалскиот клуб Љуботен се постари клубови од Малеш. Значи, ние сме трет клуб за кој имаме и валидни документи и документација и сето тоа ќе го доставиме и ќе го презентираме до надлежните институции, почнувајќи од Општинскиот фудбалски клуб Кочани, па се до Фудбалската федерација на Македонија, па и пошироко. Значи, еден клуб кој постои 100 години не смее да биде исфрлен на маргините на спортот, односно на фудбалот, туку тој е клуб за респект и стварно сите надлежни институции треба да имаат некој почит, некој респект и некое коректно и фер однесување кон нашиот фудбалски клуб. Овде, сега, на оваа место, во оваа време и во градот Кочани, не сум дојден да зборувам за нашите 100 години, за нашето постојање од 100 години, туку сум дојден да зборувам едноставно за неправдите кои ме болат како спортски работник и за неправдите кои одредени раководни структури кои во моментот ја водат третата лига ни нанесуваат големи неправди. Не неправди во смисла на тоа дека ние имаме некои желби, амбиции да влеземе во повисок ранг. Меѓутоа, едноставно боли. Значи овде, еве, пред вас како медиум, пред сите вас, можам јавно да изјавам дека фудбалскиот клуб Малеш, како клуб, зборувам за клуб во третата фудбалска лига Исток, па и пошироко во сите трети лиги. Сметам дека сме до тој степен толку добро организирани, а поготово, ако има клуб кој е подобро организиран и ги исполнува сите стандарди и услови кои се пропишани од страна и на Фудбалската федерација на Македонија, од страна и на третата фудбалска лига Исток, во однос на организацијата на фудбалските надпревари во Берово, слободно, нека излезе во јавноста и нека ме демантира. Значи, Берово, апсолутно, како спортски град и Општинскиот фудбалски клуб Малеш, тврдам, гарантирам и под целосна морална, материјална и кривична одговорност, можам да кажам дека е најдобро организиран фудбалски клуб на домашен терен, а тоа го знаат сите фудбалски екипи и сите фудбалски и спортски работници, почнувајќи од контролори, делегати, судии, кои доаѓале во Берово, кои биле пречекани на еден прекрасен начин и биле испратени коректно, фер, честно и исто така на коректен и прекрасен начин. Во овој момент, може би требаше и досега да излеземе вака јавно пред медиумите и да кажеме, меѓутоа, посебно ме иритираше последниот фудбалски надпревар кој во неделата го игравме со градскиот фудбалски клуб Осогово од Берово. Од Кочани се изминува. Значи, фудбалскиот клуб Осогово од Кочани од секој пат за мене бил клуб со реноме, сум го ценел, поштувал, сакал и со оглед на инфраструктурата која ја поседува градот Кочани, што се однесува до градскиот стадион, за мене е апсурд Осогово да се такмичи во третата лига. Сметам, убеден сум и уверен сум дека Кочани треба да има прволигаш.
Со оваа инфраструктура е срамно и жалосно да нема прволигаш. Меѓутоа, тоа се други случувања, не сакам да навлегувам во проблемите со кои се соочуваат или во сето тоа што се случува во Кочани. Меѓутоа, уште еднаш сакам да напоменам дека апсолутно немам ништо против фудбалскиот клуб Осогово, дури имаме прекрасни, фер и коректни односи. Меѓутоа, во неделата се нешто случи што стварно беше лакрдија или срам за фудбалот. Зошто? Затоа што ние, како клуб, сакаме само да се надпреваруваме, да се такмичиме во третата фудбалска лига, за таа да може да обстои. Бидејќи, ако на начинот на кој досега се работи, и ако продолжи така да се работи, што правиме ако фудбалскиот клуб Малеш се откаже и се откаже уште една фудбалска екипа? Дали воопшто лигата ќе се одржи, ќе продолжи и дали ќе успее да функционира? Меѓутоа, и покрај тоа што сме на дното на табелата, независно од тоа какви ни се резултатите, имавме навистина големи пехови, несреќи, изгубивме многу бодови во последните минути, меѓутоа тоа е се последица на неискуството, на младите фудбалери кои ги поседуваме и кои сакаме да ствараме, да создаваме екипа етапно, која во наредните години ќе го покаже тоа што го знае, што го може и што го умее. Меѓутоа, навистина имавме страшен и силен притисок и дури, еве јавно, нема да споменувам имиња, бидејќи јас сум академски граѓанин и не ми е ни местото, ни времето, а сметам дека не е ни ниво, а и немам едноставно право да споменувам имиња. Меѓутоа, еве, пред цела македонска јавност изјавувам дека имавме притисок од одредени највисоки функционери на третата фудбалска лига, не конкретно на мене, на други наши членови од управата, каде што се вршеше притисок и едноставно се бараше од нас да го изгубиме надпреварот во Берово. Ние, како екипа и како раководство кој што го водиме клубот, никој пат нема да подлегнеме на овие притисоци и никој пат нема да дозволиме да играме во така нечесни, нефер и некоректни игри, па по цена да изгубиме и со 10 разлика. Ако некој фудбалски тим е мочен, силен, ако се стреми кон некои повисоки цели, нека дојде во Берово и нека ни даде и 10 гола. Ние пак ќе му поружиме рака. Меѓутоа, некој нас да не условува и да ни врти од околу, да ни кажува вака, така, тоа, друго, трето, и на крајот се да се сведе дека треба да изгубите од Осогово, мислам дека не е ниту честно, ниту фер, ниту поштено, а најмалку искрено. Тоа се случи и ете затоа сум овде. Затоа сум овде тоа јавно да го кажам. Нема да спомнувам име, луѓето или личност која што тоа го направила. Се знае и во ова моје интервју, во овој мој настап пред вашата телевизија, тој ќе се препознае. Ќе се препознае и ако има и малку трошка срам или гордост, почит и достоинство, треба да го стави прстот на главата и да каже дека е време не само тој, туку сите кои што сега ја водат третата лига, едноставно треба да си заминат и да остават третата фудбалска лига да ја водат луѓе кои се млади, кои се амбициозни, кои се перспективни и кои ќе направат подобро утре за фудбалот во целиот источен регион. Сметам дека тоа што сега се случува во третата фудбалска лига исток е срам.
Сите 8 клубови, не знам каква е финансиската структура на Осогово. Може би уште еден клуб. Меѓутоа, сите други ние, убеден сум и сигурен сум дека сите други, почнувајќи од малеш, кубурат со финансиски средства и одва и врзуваат крај со крај. Така повеќе не може и не оди. Едноставно е срам за Истокот. Срам е за Истокот да нема фудбал. И сега, ако, например, тие што ја водат третата фудбалска лига, не велам дека не биле добри спортски работници и дека во своите претходни години што работеле не направиле и успеси и кариери и се. Меѓутоа, мислам дека на секој времето му поминува и секој треба да знае до кога е доста. Значи, секој може да биде спортски работник кога другите клубове ќе даваат одредени пари во смисла на котизација, на други финансиски средства. Значи, секој, апсолутно секој, било кој човек од улицата да го викнеш, кога има пари, може да биде спортски работник и да работи. Ако сакаат сите тие луѓе, не зборувам само за луѓето кои се во третата лига од Кочани, зборувам за комплетниот состав на раководството на третата фудбалска лига Исток. Па ако толку, господа, еве јавно ве повикувам, ако толку сакате да бидете спортски работници и да продолжите да работите како спортски работници, па влезете во било кој клуб, фудбалски, спортски колектив, да видите колку е тешко од некој да се издействува 1000 денари. Да видите колку е тешко. Можеби во поранешна Југославија или порано имало пари, меѓутоа сега нема. Еве, спортски работници сакате да бидете, влезете во клубовите. Влезете да видите како тамо се работи, како тамо се собираат финансиските средства и како тамо се трошат. Влезете да видите дека не можете картата да ја платите на фудбалерот кој доаѓа од Скопје да игра. Најлесно е кога пари има, па вие да се делегирате и секој надпревар да бидите или делегати или контролори. Не сакам да бидам погрешно разбран. Дека јас сакам да бидам спортски работник како делегат, како член на управен одбор, како било што, дали во ОФС Кочани, дали во третата лига. Апсолутно не сакам тоа да биде најасно. Да не бидам потоа погрешно сватен, дека оваа интервју го давам само да соберам јас поени или да ме разберат дека јас сакам да бидам некој функционер во тие институции. Не, ниту сакам, ниту нема да бидам. Значи, не во смисла притисок, морат и тоа и оноа, меѓутоа по телефон имавме разговор, не јас, друг наш функционер, на кој му беше кажано дека по можност треба да изгубиме од Осогово. Значи, немам никакви забелешки на фудбалскиот клуб Осогово. Луѓето дојдаа, изиграа прекрасно, честно. Надпреварот така се одвиваше, што многу лесно можеше да се случи прво полувреме да не демолираат и да ни водат со 3 гола разлика. Тоа е истината. Истината може би е болна вистината. Меѓутоа, во вториот дел работите се окренаа. Работите се завртеа во наша полза. Нашите момчиња излегоа препородени. Едноставно, во вториот дел, како да не беа тие што беа во првиот дел. Успеавме да изедначиме, да создадеме уште 2-3-100% шанси. Не успеавме да дадеме гол. И тоа е проблем. Меѓутоа проблем е, во записникот, еве, сега не го носам, пишува дека примаме гол 90+2. Беше 95-та минута. И после, значи имаше само една или две замени. И после, примениот наш гол, може би беше од опсајд, може би не беше. Не е битно. Голот е гол. Голот може би си и наша вина на нашите фудбалери. Ни во тоа не навлегувам. Меѓутоа, дека имаше кумување на неколку одлуки, судиски. Не влијаеа тие судиски одлуки, може би,
директно на вториот гол. И не може би, сигурно не влијае. На вториот гол апсолутно не влијае. Меѓутоа, тие судиски одлуки влијаја на моралот и на психолошките моменти кај нашите млади дечиња, бидејќи ние игравме со 8 младинци. Со 8 младинци. И што е најжално, после примениот гол, надпреварот се пролонгираше уште 5-6 минути. Зошто? Па немаше потреба. И да биде, како да ви кажем, лакрадија, ако може така да ја наречем лакрадија, или да биде ситуацијата смешна и конфузна, изведуваме корнер. Целата наша екипа е во 16-етникот. Сега зборуваме од спортски жаргон. И кога корнерот се изведува, невиниот играч ја извива топката, доаѓа до нашиот фудбалер и кога тој ја центрира топката, судијата свири крај. Судијата свири крај. Значи тоа се 2 секунди или 3 секунди. Значи навистина не знам што да кажам, меѓутоа вака повеќе стварно не може. Од сите овие 11 кола до сега, на домашен терен сме играле 6 надпревари. Од тие 6 надпревари, да не ве излажам, мислам дека 5 пати сме имале штипска фудбалска судиска тројка. Значи тоа е апсурд. Зошто? Па нека ни стават и открива паланка судиска тројка. Значи едноставно сакаат да ни ги земат парите за котизацијата. Зошто? Па зарем нема Кочански? Значи како може? Уште еднаш кажав. И јас сум најголем фан од секогаш бил на Осогово. Овде, во Кочани, кога игравме првиот надпревар со Осогово, судиската тројка беше од Кочани. Судиската тројка од Кочани одсуди феноменално. Немам зборови. Прекрасно одсуди. Заслужено изгубихме со 2:1. Никој немаше на ништо забелешки. Меѓутоа, во Кочани играме, Кочани судиска тројка. Во Берово штипски судиски тројки. Па тоа се 200 километра од таму до Берово и назад. Тоа се плюс уште 2-3 илјади за превоз. А сите знаеме како ги собираме парите и на кој начин кубуриме. И како успеваме да обстоиме. Не сакам да со бројки, меѓутоа, ако не е локалната самоуправа, начело со градоначалникот, кој апсолутно застанува зад нас, сезоната немаше да можеме да ја истераме. Градоначалникот стои зад нас, не финансира, ни помага. Општинскиот автобус, кога патуваме секогаш ни е на располагање. И еве сега овде јавно, не пред, тоа се однесува за сите фирми во Берово. Нема да ја кажам фирмата, бидејќи собственикот на фирмата едноставно не сака да биде експониран. Меѓутоа, најголема помош имавме од еден човек кој ни донираше опрема во вредност од 50.000 денара. 90% од гостувањата што ги имаме ни обезбедува гориво, општинскиот автобус ни е секој пат на располагање и 80% од исхраната на надпреварите за фудбалерите е од негова страна. Значи, ако се земе тоа се повеќе од 100.000 денара, кој човекот беше толку коректен е, се уште стои, не отстапува и едноставно сака да помогне на клубот и опремата која што тој ни ја донираше, не сакаше да го пишува ни неговото лого на фирмата, на дресовите. Интересно е тоа што луѓето ме учија кога требаше да станам делегат. И сум им крајно благодарен. И тие луѓе не само што ме научија, ме воведоа во правите води на фудбалот, меѓутоа ме научија едноставно да ги спазувам правилата и пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија. Значи, конкретно, бев казнен затоа што на
тој надпревар немаше со Овче поле во Свети Никола, кој требаше да се игра. Еве овде пишува дека сум казнет од 7.5.2018 година и дека сум казнен 12 месеци. Надпреварот требаше да се одигра на 6.5. 23-то коло кој беше закажан во 16 часот. Нема да навлегувам ни во тоа. Едноставно, домашната екипа немаше возило на итна медицинска помош. Сега сум малци сум. Не револтиран, не се сечувам на членот, каде пишува дека задолжително е домашниот тим да има обезбедено возило на итна медицинска помош или возило на приватна здравствена установа, кое ќе биде обележано и кое ќе биде приспособено за таа намена. Затоа што, ако сакаме да пишуваме било какво возило, па може да се стави и фичо да биде возило. Кажете ми ако некој играч, не дај Боже, се повреди или доби удар во глава, или да не зборуваме. Кажете ми како може да се стави во тоа возило. Како можеме ние да имаме се? Како можеме ние да имаме дури и носила на стадионот? Плюс возило на итна медицинска помош со сите средства, дури и со кислород, со се. И се случи, ги контактирав моите предпоставени во клубот и донесовме одлука над преварот да не се одигра. Според правилата и пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија, пишува дека ако домачинот ги обезбеди потребните услови, надпреварот треба да се одигра во рок од 24 часа. Сигурно тоа и вие го знаете. И сите трошкови кои што ќе ги приложи гостинската екипа, е должен домакинот да ги сноси. Ние тоа уште во понеделникот го доставивме и до екипата од Свети Николе, и до третата фудбалска лига Исток, и до ОФС Кочани. Тогаш надпреварот, знаете и сами, го направија неважички. Никој ниту доби бодови, ниту пак беше казнен. Надпреварот го напишаа неважички. Истиот ден во понеделникот, кога надпреварот го регистрираат како неважички, може би сум грешка, ќе ме демантираат, сигурно ќе ме демантираат, нека ме демантираат. Јас сум спремен и со нив очи во очи да полемизирам и да разговарам за тоа. Истиот ден мене ме суспендираат 12 месеци. Од било какво вршење на спортска дејност фудбал. Меѓутоа, потоа не, ради тоа што јас се повлекувам екипата од теренот и не сакам да го играм над преварот. Меѓутоа, сега доаѓа абсурдот. Зошто сега доаѓа абсурдот? Зошто после 72 часа, комесарот за надпревари или тамо таа комисија која одлучува, решава дека надпреварот треба да се игра во среда во 16 или во 16:30 часот. Не сум сигурен. Еве 16, не е битно. Меѓутоа јас добивам мејл во вторник вечер во 21:35 часот. Кажете ми дали некој во 2, па пеете, може би сум бил на работа. Може би сум бил негде излезен. Може би сум спиел. Ете и да сум го видел мејлот. Во тој момент не сум го видел. Меѓутоа и да сум го видел мејлот. Јас сум убеден и сигурен дека 70% од екипите во втора лига, а не од екипите во трета лига, немаат ниту можности, ниту услови вечер во 10 часот да организираат, да ги соберат фудбалерите и наредниот ден да одат 150 километри на гостување. Бидејќи ние имаме 5 фудбалери студенти, имаме 3-4 фудбалери ученици, имаме 4-5 фудбалери кои работат.
Како може тоа да се оствари? Зошто не ми се јавија по телефон или да ми кажат тоа, па да се најде некоја солуција? Значи ме казнуваат во понеделник, утакмицата ја прават неважечка, а во среда ја прекажуваат да се игра. Тука е апсурдот. Апсурдот е тука. Зошто сум казнен? И после тоа се констатира дека на надпреварот во среда се присутни службените лица, делегат, контролор, суди и представникот на Овче поле, меѓутоа никаде не е наведено дека се присутни и фудбалерите на теренот. Од домашната екипа, од гостинската веќе не е присутна. Меѓутоа, од домашната екипа никаде не е наведено дека фудбалерите се присутни. Меѓутоа, еве сега овде јавно кажувам. Значи, тоа го кажувам само заради одлуката. Резултатот потоа се регистрира, на нас ни се одземаат 3 бода. 3 бода ни се одземаат и клубот се казнува со 500 евра.